Ви поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Ова саботно предпладне. Ние неколку саботи поред проучуваме за историјата на заветниот ковчег, најсветиот предмет што било кога постоел и се уште постои некаде скриен во историјата на овој свет. И мијатата сабота застанавме кај поразот што Израел го доживеал од филистејците во прва книга Самуилова, 4 глава, кога тие мислеа дека со ковчегот во битка овој пат ќе победат. Тоа беше засновано, како што проучувавме, не на вера, таа надеж не беше вера, дури и кога тие искрено, тие си верувале дека ќе победат, меѓутоа не е тоа вера. Ти можеш да бидеш уверен во нешто, ти можеш да го веруваш тоа нешто, но тоа не е вера. Ако веруваш нешто што е погрешно, ако веруваш некоја ерес, ако веруваш некоја лага, тоа не е вера. Иако ти го веруваш, ама тоа не е вера. Верата е секојаш врзана со вистината. И израелците биле убедени дека ќе победат, но тоа било не вера, туку суеверие. И пред да продолжиме понатаму со проучувањето, јас би сакал да на почеток да прочитаме што Елена Вајд напишала во Патриарси и пророци за ова суеверие, односно за овој проблем што Израел го имал тогаш, а е проблем кој што константно се случувал низ историјата и ден-денес постојат многу луѓе кои што не само во традиционалното христијанство, таму е некако вообичаено тоа, но секогаш грешната наша човечка природа е склона да се фати за суеверие, па дури и да се излажеме, да ја побркаме верата со суеверие, само затоа што така ни годи. Значи, ако нешто ни годи, ако нешто е интересно, возбудливо, пријатно, може да биде и сензационално, денес постојат и многу ереси кои што така се прифаќаат само затоа што се сензационални, интересни, побудуваат голем интерес, љубопитство. И тоа е примамливо за човековата природа. Но вистината сама по себе не е примамлива за човековата природа. Вистината е нешто за што треба да го имаш дарот на верата, за да ја препознаеш и да ја прифатиш. А тоа нешто се стекнува во заедница со Светиот Дух, па и самата Библија не може да се проучува. Односно може, меѓутоа не со ефектот што Господ сака да го постигнеш, да ја проучуваш без Светиот Дух. Во Патриарси и пророци, 621 страница од македонскиот превод, Елена Вајд вели, тоа е некаде 584 во оригиналот, израелците ги снашла најголема несреќа што можела да се случи. Зошто токму тој пораз бил најголемата несреќа? Божиот ковчег на заветот бил заробен и се наоѓал во рацете на непријателот. Тоа било затоа ова било најтешка, најголема несреќа. Или како што завршваме минатата сабота, и Хабот отиде славата зборовите што ги кажала, како што сестра Перса не подсети, снаата на првосвещеникот Илија, откако овој паднал, заради тоа паднал, кога сватил дека ковчегот е заробен од непријателот, тоа за него било смрт и не само во преносен смисол, туку тоа буквално за него било станало причина за неговата смрт. Па
Ке го читаме тој дел подоцна со снаата, од таму ќе почнеме читајќи Библијата денес. Само да ги завршам зборовите на Елена Вајд. Славата на вистина го напуштила Израел. Зошто е ова битно? Што значи ова славата го напуштила Израел? Таму каде што бил ковчегот, таму било што? Божјата слава во светилиштето, во светињата на светињите. Славата на вистина го напуштила Израел, кога символот на присуството и моќта на Јехова исчезнал од нивната средина. За тој свет ковчег биле врзани најчудесни откровенија на Божјата вистина и сила, што споменавме и минатите саботи. Во поранешните времења, секогаш кога би се појавил ковчегот, добивани се сјајни победи. И ние се сетивме на неколку нив. Ковчегот се наоѓал во сенката на крилјата на златните херувими. Се сеќавате на поклопецот на милоста од пред 2 саботи. А неискажливата слава на Божјото присуство, видливиот символ на возвишениот Бог, почивала над него, над ковчегот, над поклопецот, во светињата над светињите. Но, овој пат ковчегот не донел победа. Зошто биле уверени израелците дека овој пат ќе победат? Зашто секојаш порано ковчегот бил гаранција на победа. Што било проблем овој пат? Суеверието. Тоа што мислиш дека самиот свет предмет, колку и да е свет, а ковчегот бил најсвет, и ден денес е најсвет. Самиот предмет, мислиш, самата материја, дека е Бог токму тоа. Тоа е, значи, правиш идол од некој предмет, материја, што луѓето сакаат да носат крстови многу, па дури и на овце крст. Или, да, икончиња, што сакаш со тоа да покажеш? Верата е нешто што треба да го имаш во срцето. Ја разбирам дома, да речеме, да си имаш некоја слика од библиски сцени или свети ликови и така натаму, како украс на твојот дом. Меѓутоа, што надворешната побожност најчесто открива што? Празнина од внатре. Открива недостиг на вистинската вера, бидејќи вистинската вера те прави понизен, не те прави разметлив. Да се покажам ја колку сум верник, да се покажам колку сум голем православец, патриот, не знам што, и така натаму. Вистинската вера те прави понизен, а силата, благословот, присуството на Светиот Дух го имаш од внатре и не ти се толку потребни. Ти Господа го имаш, го носиш со себе, не ти се потребни некои реквизити. Не велам дека сите тие лоши, меѓутоа не ти се потребни, не ти се тие суштински битни за твојата вера. Но овој пат ковчегот не донел победа. Во оваа пригода ковчегот не се покажал како заштита и поради тоа во цел Израел завладеала голема жалост. Че бил првиот пораз со ковчегот начело. Како гласи на поговорка, со крстот начело. Како оделе христијански војски во битка, све со крстови. Дури во оној филмот Небесното царство, дури има не само еден куп крстови ова католичката војска на
крстоносците, туку дури нешто како икона на Христа идеа напред со тоа. Ако добро се сеќавам. Овој пат ковчегот не донел победа. Зошто? Сега почнува незиниот одговор зошто. Тие не увидувале, израелците, не увидувале дека нивната вера била само на зборови и дека немала сила да допре до Бога. Еве го битното. Битното е силата, како што рековме минатиот пат, не лечела облеката Христова, сенката Петрова или марамчињата Павлови, веќе во делата на апостолите, во Евангелијата читаме дека така се излечија мнозина. Туку Божјата благодат, силата на Светиот Дух, која што пребивала. И Исус рече, сила излезе од мене, значи не пребивала силата во облеката. Силата излезе од мене. Израелците, значи, поразот го доживееле, и ја тоа го нареков суеверие, а Елена Вајд вели, затоа што не увидувале дека нивната вера била само на зборови и дека немала сила да допре до Бога. А како би го нарекле вие тоа? Ако имаш вера која што е само на зборови вера, а нема никаква духовна сила, како? Значи, тоа е празна вера. Празна, или, како што јас сакам често пати да велам, тоа е празнославие. Немаш тука слава, кога немаш благодат, немаш слава, немаш сила, немаш благослов, па празна е и твојата вера. Како што вели апостол Павле, ако Христос не е воскреснал, тогаш што? Каква е нашата вера? Празна. Празна. Ако не веруваш во Христовото воскресение, ако не веруваш во воскресението од мртвите, тогаш твојата вера е празна. Колку сакаш крстови има и на себе, и дома. Ако не го веруваш Божјето Слово, твојата вера е празна. Понатаму, Божиот закон се наоѓал во ковчегот на заветот. Бил исто така еден од знаците на неговото присуство. Но тие ги презреле неговите заповеди и ги занемариле неговите барања. И така го ожалостиле и го оддалечиле од себе Божиот дух. Значи, Божиот дух не е секогаш присутен, затоа што тука се крстовите и кончињата, ковчегот, свеките. Божиот дух не зависи од никакви материи. Божиот дух не зависи ни од луѓе. Божиот дух не зависи ни од згради, ни од не зависи ни од овој микрофон. Вчера се спомна интересен момент како тоа Христос им проповедал на 50.000 души. Без микрофони, без звучни. Како го слушале сите тие? Нека биде, да, во други прилики, да. Не знаеме колку, да речеме секој да имал по една жена, колку деца донале со себе, не знаеме. И кога Божиот дух е присутен, не постои пречка. Не постојат физички пречки. Ако треба Божиот дух, дори ако е природно невозможно, Божиот дух ќе направи да биде возможно. Ќе направи чудо за да биде возможно. За Бога не постои ништо невозможно. Ама тоа е целата работа. Да го имам Бога, ако го немам, тоа е нула. Тоа е празно. Значи, како израелците го ожалостили и го оддалечили од себе Божиот дух, со тоа што ги презреле неговите заповеди, значи тие заповеди што биле внатре во ковчегот,
и ги занемариле неговите барања. Видите, интересно како е ова кажано. Не вели затоа што ги престапувале неговите заповеди и ги отфрлиле неговите барања, како да се некои тешки неверници. Туку ги презреле и ги занемариле. А тоа е проблемот што се случува со верниците, не со атеисти. Атеистот од старт отфрла и не ни верува во тоа. Ги презреле и ги занемариле неговите барања. И така го ожалостиле и го оддалечиле од себе Божиот дух. Додека народот ги слушал Божите свети прописи, Господ бил со нив и действувал за нив со својата бесконечна сила. Бесконечна сила. Меѓутоа, кога тие, еве каде почнува суеверието. Меѓутоа, кога тие почнале да гледаат во ковчегот, не поврзувајќи го со Господа, значи самиот ковчег е Господ. Самиот предмет го заменуваш, значи од самиот предмет, дори од предмет што самиот Господ ги посветил, правиш идол. Од самиот предмет правиш идол. Не поврзувајќи го ковчегот со Господа и не укажувајќи почит кон неговата откриена волја, ковчегот не можел да им помогне и не вредел повеќе од обичен сандак. Значи можеле, наместо ковчегот, слободно можеле да донесат било каков друг сандук. Ефектот ќе беше ист. И тоа си било сандук, да, ама посветен сандук. Така. Но самата посветеност негова не е гаранција за Божието присуство и за неговиот благослов. Туку нешто друго. За нив ковчегот на заветот бил исто што и идолите на многобожците, еве го тоа. Како тој сам по себе да имал моќ да спаси, тоа што го кажав и ја минатиот пат. Тие го престапувале законот што се наоѓал во него, зашто обожавањето на ковчегот водело кон формализам, кон лицемерство и идолопоклонство. Нивниот греф ги одвоил од Бога и тој не можел да им подари победа, се додека не се покаат и не се откажат од неправдата. Понатаму цитира еден стих од Мудри изреки 28:9, кој што вели: на тој кој што кон законот се оглушува, тој што ги затвора своите уши пред Божиот закон, неговите молитви не му се примаат. И Соломон бил подоцна голем и мудрец, но и голем идолопоклоник во времето на својот отпад. И многу работи ги знаел од искуство. И добрите, и лошите, за да ги напише. Наше пак предимство е да не мора да учиме од нашите падови, од нашите искуства, кога станува збор за греф, за пораз. Туку тоа да го учиме од самото Божјо Слово, од искуствата на другите, за да ние никогаш, ако не досега, никогаш понатаму не доживуваме порази и падови во нашата вера. Да се вратиме сега на 1 Самуилова 4 глава, при крајот на главата. Прва книга Самуилова, 4 глава. Значи, застанавме кај смртта на првосвещеникот Илија,
кај 18 стих, а 19 вели: снаата негова, жената на Финес, значи еден од загинатите синови во таа битка, беше бремена веќе пред раѓање. Кога ја слушна веста дека ковчегот Божји е запленет и дека свекорот нејзин и мажот нејзин умреле, и деверот нејзин, и колку израелци вкупно, се сеќавате? Колку израелци вкупно загина во втората битка, се сеќавате? Во првата битка беа 4000 беа во првата битка. Во втората битка колку загина? Колку пишуваше? Колку? 30.000? Го барам ја тој стих во другава Библија. 10 стих. Израелците паднаа 30.000 пешаци, вели овој превод. Добро, се враќаме ние на 19-тиот. Се свитка на колена, кога станата ги слушна сите тие вести и кога свекорот умрел и го скршил вратот, и роди, бидејќи и дојдоа болките. И кога таа умираше, жените околу неја и говореа: не плаши се, ти роди син. Но таа не одговараше и не обрнуваше внимание. И го нарече новороденчето Ихавод, мислејќи си отиде славата од Израел со запленувањето на ковчегот Божји, а и со смртта на свекорот нејзин и мажот нејзин. Таа затоа рече: отиде славата од Израел, бидејќи ковчегот Божји е запленет. Ихабод. Ја дори си помислувам дека понекогаш сме склони и на таква заблуда во нашиот живот, тоа во нашиот вернички живот. Пример, некои грешки ги правиш во верата, ако си веќе верник, не може да ги правиш како неверник. Не може да правиш грешки во шах ако не играш шах. Така, значи, ние сме ја прифатиле верата, сме почнале кој кога, кој одамна, кој одскоро, да живееме вернички живот, и сега во верничкиот живот не се случуваат работи што се непознати, шпанско село, во животот на атеистите и неверниците. Но затоа се учиме како да ги поправаме нашите грешки и како во иднина да ги избегнуваме, не само од лично искуство, туку и од Божјата реч. Јас препознавам еден ваков проблем. Суеверието на израелците, што многу лесно може да биде наш проблем, спочивало и врз следново. Ако не може Господ да... Тоа ја го викам уценување на Господа. Понекогаш го уценуваме Господа. Ако го донесам ковчегот во битка, Господ, затоа што нема да дозволи ковчегот, неговиот најсвет предмет, да биде запленет од паганите, значи, тоа само по себе ќе ми биде гаранција за победа. Значи, Јуда што мислил? И Јуда го направил истото. Јуда Искариот. Јас ќе го предадам Христа. Од тоа ќе се офајдам парично, а на Христа ништо нема да му биде, бидејќи тој досега 1000 пати, јас сум сведок, јас Јуда сум сведок, во минативе 3,5 години, како Исус ги избегнувал сите ситуации кога сакале да го фатат и да го убијат. Штом така било 1000 пати пред тоа, така ќе биде и сега. И зашто Јуда Искариот се обесил, уште пред Христос да биде распнат? Зашто Јуда Искариот се обесил таа ноќ?
се обесил тогаш кога сватил дека Исус нема да се ослободува овој пат. Дека Христос нема ниту намера да се ослободува. И тогаш ја сватил сета тежина на беззаконието и предавството што го направил. Дали, ако убиете човек, например, не сакајќи еве, берки не верам дека некој од вас со умисло сака да убие некого. Еве, да речеме со автомобил со обркена несреќа, згазите, удрите пешак, па тој починува на лице место како што имало до сега многу такви случаеви и во нашиот град. Како се чувствувате? Дали ќе ви биде како мачка да сте згазнале или дали ќе се чувствувате така лесно или ќе се чувствувате тешко и трагично и катастрофално? Меѓутоа, како ќе се чувствувате ако е сега тука Господ и веднаш го воскреснува згазнатиот? Тогаш дали ќе се чувствувате лошо? Не. Меѓутоа, ако не се чувствувате лошо заради тоа, како во иднина ќе гледате на вашето однесување во сообраќајот? Па што е битно сега дали ќе згазнам некој? Може и да утепам, може и 10 души да утепам по пат, ама сите тие ќе станат и ќе оживеат, така да не е проблем. Разбирате што сакам да кажам? Значи, Јуда ја сватил тежината на одговорноста, кога сватил дека Христос овој пат нема да се ослободи. И тогаш, одеднаш, сета тежина на неговата вина паднала на неговите рамења, ја почувствувал таа вина. И затоа, немајки благодат да се покае, немајки вистинска вера, која што ја имал Петар, па тој се покајал од неговото откажување, но Јуда, немајки го тоа, се што му преостанало било да самиот да си пресуди и да го загуби дури и вечниот живот. За 30 сребреници. Јуда го уценил Господа, без да му кажува нешто, сам во себе. И секојаш тој грев го правиме кога ќе си помислиме, Господ нема да дозволи такво нешто, затоа што тој нема да дозволи да неговата чест или неговиот ковчег, неговата слава, неговото име да се извалка, да се обесчести. И така си го уценувам, чим тој тоа нема да го дозволи, заради тоа и тоа, значи тоа нема да се случи. Не е така. Господ ќе дозволи секаква трагедија, кога ние не сме во ред. Ние и нашата вера не сме во ред. Во случајов дозволил ковчегот да биде запленет. И сега што со тоа? Дали ковчегот се обесчестил? Значи, кој пострадал? Еве, Јуда го предал Христос ги претрпел сите маки и страдања после тоа. Но на крај Христос и воскреснува, така. Меѓутоа, значи, Јуда па не го знал тоа, Христос ќе воскресне и не го видел неговото воскресение. Но, со други зборови, Христос ја одбранил, Господ ја одбранил Христовата чест, го прославил Христа после неговото понижување. И сега Господ ја одбранил својата чест, иако ковчегот е заробен кај филистејците, Господ покажува дека сега на филистејците ќе им држи лекција колку е свет неговиот ковчег, затоа што е свет тој самиот, израелскиот Бог. Кој настрадал од својата суеверија, од своето уценување на Господа? Кој настрадал? Настрадале Израел во случајов или Јуда Искариот,
но Господ си ја одбранил својата чест. Значи, не можеме да го оцениме Господ, Господ нема да дозволи таква трагедија, затоа што неговата чест е во прашање. Не, Господ ќе си ја одбрани својата чест. Привремено ќе го дозволи тоа што ние го исклучуваме, Он ќе го дозволи, но Он ќе си одбрани својата чест, својата слава и своето име, но ние ќе настрадаме кога го уценуваме Господа. Ние ќе го доживееме поразот, ќотекот и така натаму. Затоа да не се играме со такво суеверие, свесно или несвесно, во нашите души. Почнуваме со 5 глава, прва книга Самуилова. А филистејците го зедоа ковчегот Божји и го пренесоа од Евен Езер во Аждот. Побрајте ги на картите, на библиските карти и овие места, кога ја проучувате лично Библијата. Го зедоа филистејците ковчегот Божји и го внесоа во храмот на Дагон и го поставија до овој идол. Многу интересно. Каде го однеле ковчегот? Во храмот на нивниот бог, на нивниот идол Дагон. Че филистејците си знаеле, си имале таква представа, дека Божиот ковчег е нешто што треба да биде ставен и да пребива во храм. Па го однеле во храмот на нивниот идол, на нивниот пагански бог. И сега што се случува? На другиот ден, откако жителите на Аждот дојдоа рано наутро во храмот на Дагон, што видоа? Ете, Дагон лежи ничкум на земја пред ковчегот Господов. Која лекција сакал тука Господ да ги поучи паганите, филистејците? Значи, паганите си мислат, како во времето на Самсон, порано, победивме. И паганите секојаш, кога Израел губел од нив, паганите секојаш мислат, победивме, значи, нашите богови се посилни, барем овој пат, се посилни од израелскиот бог. Го однеле ковчегот, заробениот ковчег, најсветиот предмет во Израел, го однеле во храмот на нивниот идол, како еден вид плен, триумфален плен, за да го почестат својот идол Дагон и со тоа да му оддадат слава, затоа што овој пат Дагон го победил Јахве, израелскиот бог. Тоа е тоа со што израелците сакале да го уценат својот бог, мислејќи дека тој нема да ја дозволи трагедијата на поразот, бидејќи неговото име, неговата чест е во прашање. Но Господ си ја одбранил својата чест. Утредента, жителите на Аждот влегуваат во храмот на Дагон, веројатно со намера да му одадат слава и чест на својот идол, да извршат практично идолослужение, идолопоклонство со сите своји пагански церемонии. И што да видат? Кипот на Дагон лежи ничкум на земја пред ковчегот Господа. Можете да замислите, како е ова, дали е природно можно овакво нешто? Значи, дали ако имате кип, да речеме на Буда, секој кип, кој год кип, секој кип е нешто што е фиксно поставено, не може кипот да менува позиции. Значи, ако стои исправено, или ако сега Александар на конјот, на площад, е на конјот и конјот е со дигнати предни нозе, и сега може луѓето да ја променат фигурата, значи може да се соберат сите уметници и дури човекот што го изработувал кипот, може да ја промениш сега
најмалото мускулче кај конјот да го промениш, нозете по инаква позиција, самиот конјаник по инаква, може да му дадеш по инаква позиција, кога еднаш е изработен споменикот, кипот, тој си е фиксиран за вечност, не може да му сега да се менува нешто. Како можело ова да се случи? Кипот на Дагон, нешто што било веројатно исправено, пред тоа стоел исправено, надмено, гордо, сега тој кип од камен, од злато, од каков год материјал, е во сосема поинаква положба, со свиткани нозе, со свиткана кичма, лежи долу на земја, искажувајќи му на тој начин почит на Јахве практично, значи, со тоа што изразува почит во таа позиција кон ковчегот, заветниот, заробениот ковчег. Сега, овде пак се вели и го зедоа Дагон и го поставија пак на местото негово. Значи, најверојатно, Дагон, како што бил исправен, бил паднат на земја, значи лежал на земја исправен, како ничкум, да, не знам кој така се поклонува. Имаше такви описи во Библијата, кај што некој лежал целиот простран на земја. Па овие сега си го зеле и го враќаат на неговото место каде што претходно стоел. 4 стих. На следниот ден, откако стана утрината, ете Дагон пак лежи личком на земја пред ковчегот Господов. И вториот ден истото. Главата на Дагон и обете дланки на рацете негови беа пресечени. Секоја одделно и лежеа на прагот. Само трупот на Дагон беше останал. Со други зборови, сега не можете да го враќате повеќе. Сега имате искасапен лик. Нешто што не може веќе да се коригира. Поради тоа, жреците, паганските свештеници, Дагонови и сите други кои доаѓаа во домот на Дагон во Аждот, не стапнуваат на прагот Дагонов до ден денешен. Видите каков ефект предизвикал. Од тој ден филистејците не стапнувале во храмот на Дагон. Која? Значи Господ со еден потек на еден негов ангел, Господ го сотрал идолопоклонството што барем жителите на Аждот го практикувале кон идолот наречен Дагон во нивниот град. 6 стих. И раката Господова се протегна врз жителите на Аждот и Бог ги удри и ги казни со гнасни чирови во Аждот и околните негови места. И тоа било исто причината зашто повеќе не му служиле на Дагона. Откако го видоа тоа аждотците, значи жителите на градот, рекоа да не остане ковчегот на Израеловиот Бог кај нас, зашто тешка му е раката и за нас и за нашиот Бог Дагон. Наместо да му го прослават Дагона за победата врз Израел, филистејците се соочиле тие со нивен пораз, кој што буквално однел многу животи нивни, веројатно со овие гадни чирови. Значи, филистејците сватиле дека Бог, Израеловиот Бог е вистински Бог, Господ си ја повратил честа и својата слава, ја покажал пред паганите, иако Израел си настрадал заради неговото суеверие и неговото уценување на Господа. И испратија да ги собра ке себе сите филистејски кнезови и рекоа што да правиме со ковчегот на Израеловиот Бог, а тие рекоа нека се пренесе ковчегот на Бог Израелов во Гет, значи во друг град. Или некаде се вика Гат. И го испратија ковчегот на Бог Израелов во Гет, според овој превод.
Откако го пренесоа, раката Господова дојде врз градот и направи ужас мощно голем, значи сега и проблемите и во тој град. И ги удри Господ градските жители од мал до голем и се појавија, на нив им се појавија израстоци, значи некои гадни чирови. Што покажува Господ, значи, со сето ова, како и во случајот со израелците. Кога не си чист, кога си грешен, извакал со грех, паганите се нон-стоп тоа, извалкани со грех, ти никогаш не се чисти, присуството на Божјата светиња кај тебе носи осуда и проклетство. И уште еднаш ќе речем, секој што се дрзнува да се причестува недостојно, спозорот зборовите на апостол Павле, тој дори им велел на коринтијаните, затоа меѓу вас има мнозина што се и болни и немокни, а мнозина и умираат. И денес истиот проблем. Светињата Господова не е обична церемонија, не е нешто реда ради, не е некоја празна форма. Што рекоа жителите на Гат или Гет? Затоа тие го испратија ковчегот Божи во Екрон или Акарон, како што е поинаку преведено. Екрон е во еврејскиот оригинал. И кога ковчегот Божи дојде во Екрон, екронците извика и рекоа, го доведоа кај нас ковчегот на Бог Израелов за да не помори нас и народот на. Тие веќе знаеле што се случува. Кога Божиот ковчег оди некаде и го преместуваат наваму натаму. И испратија да ги собра сите филистејски кнезови и рекоа, испратете го ковчегот на Бог Израелов, нека се врати на местото свое, за да не помори нас и народот наш. Со други зборови, што сватиле конечно филистејците? Дека нема чаре ковчегот да се преместува од едно до друго место во нивната земја, бидејќи секаде каде што ќе отиде, ќе прави дармар. Туку треба да се врати во Израел. Како Господ си е одбранил својата чест. Да, дозволил привремено да биде заробен ковчегот, за да израелците не ја научат на своја кожа лекцијата на нивното неверство и дрскост. Но Господ потоа си го прослави своето име и им одржа еден куп лекции на филистејците, па тие самите решаваат да го вратат Божиот ковчег назад. Зашто тука се вели во 11 стих, зашто се појави смртен страв во целиот град, раката Божја силно се протегне врз нив. А оние што не умреа, значи мнозина умира, значи филистејците исто така доживеа човечки жртви, но оние што не умреа беа заразени со гнасни чирови. Така што пискотот од градот се издигаше до небото. 6 глава започнува, а ковчегот Господов остана во областа филистејска колку време? 7 месеци. Тука интересно е и ова седмица, полнина. 7 месеци. Значи, после 7 месеци доволно време остана. Доволно време филистејците учеа на своја кожа, буквално на своја кожа, лекции за тоа кој е Господ и каква е неговата светост и слава. И филистејците повикаа жреци, гатачи, значи своите пагански свештеници, па рекоа, што да правиме со ковчегот Господов? Поучете не, како да го испратиме до неговото место. Тие пак рекоа, ако сакате да го испратите ковчегот на Бог Израелов, не испраќајте го без ништо, туку принесете му жртва за вина. Сега жреците советуваат на израелскиот Бог да му се принесе жртва за греф. Значи нешто разбирале дека треба да се очистат.
за да престане проклетството што ги снаоѓа. Тоа што израелците не го научија се уште. Ке видиме дека подоцна кога се враќа ковчегот во Израел, израелците се уште ја немаа научено лекцијата, паганите ја научија пред нив. Тие сватиле дека треба да се очистиме некако пред овој свет Бог, за да престане неговото проклетство. Треба да му принесеме жртва за вина или жртва за грев. Тогаш ќе се излекувате и ќе дознаете зошто не отстапува од вас раката негова. Остатокот ќе продолжиме да читаме кога даде Господ живот и здравје следната сабота, но сега не завршувам се уште. Сакам пак да завршам со патријарси и пророци. Елена Вајд го дава следниот опис на следната страница. Кипот на Дагон паднал пред ковчегот на заветот со лицето свртено кон земјата. Значи, ничком, како што вели Библијата. Нивните свештеници со стравопочит го подигнале идолот, значи тие чувствувале стравопочит кон кипот. И го поставиле на неговото место. Но следното утро повторно го нашле како лежи на истото место, чудесно осакатен. Сега и уметникот што го правел не може да го состави. Треба да прави нов. Горниот дел на тој идол носел лик на човек, а долниот подсетувал на риба. Значи, можете си го замислите, Дагон, како бил вајан Дагон во древна Палестина. Палестина, тоа име потекнува од филистејците. И тие го почитувале морскиот бог, значи, богот риба, нешто како Посеидон кај грците, нешто така. Бидејќи биле приморска земја, многу логично. Овој пат, вториот пат, коментира Елена Вајд, отпаднале сите делови што подсетувале на човек, значи така бил искасапен, а останал само делот што наликувал на риба, значи само долниот дел, со рибја опашка, веројатно. И народот и свештениците ги обзел ужас. Па како не? Значи, тоа што ви е најсвето за вас, највозвишено, најславно, тоа да доживее катастрофа. Знаете, прво сум ви кажувал исто, во зградата кај што живеа Игор и Тања, тоа беше незина зграда од незините родители во аеродром, има всретнато некои луѓе, тогаш 90-тите години уште, кои што беа пензионирани воени лица од ЈНА, кои што беа мрднати во паметот. И самиот Игор ми кажуваше, овие се стварно шекнати, мрднати, откако Југославија се распадна. За нив Југославија беше идол. ЈНА беше идол. Тоа беше се. Тоа е како што ми кажа еден поранешниот декан во Хартланд коледжот, кој што е кореанец по потекло, тој ми каже дека во Северна Кореја луѓето се буделе секоја сабајле со отворени прозори и му се молат на Ким Ил Сунг. Му се молат на другарот, на нивниот другар, и му благодарат за новиот ден, за сето оно што вие би го кажувале во молитва кон Господа, тие во молитва кон другарот Ким. Благодариме за новиот ден, за сонце, за убаво време, за дожд, за храна, за плата, за работа, за што сакате, автомобил, бензин. И
кога го слушав тоа, бевме на ручек таму кај кореанецот во неговиот дом. И ја му реков, ама тој е мртав Бог, тој не ги слуша таквите молитви. И тој ме поправи и рече, слуша. Тајните служби секаде имаат уши. Да, во тој смисла се разбира. И удба секаде има уши. Да. Ако нешто ти е идол, значи тоа ти е прво, последно, оно што е за тебе Господ, тоа е било кој идол за идолопоклонниците. И сега, ако тоа се сруши, ако тоа падне, како ќе се чувствувате? Па како нема да се мрднеш со памет? Ја буквално со своји очи ги видов, ги гледав тие луѓе по лифтовите кога гото одев кај Игор и Тања. Мрднати луѓе. Си збореа сами со себе, збореа неповрзани работа, збореа глупости и така натаму. Пензионирани офицери, се распадна нивниот идол. И сега нема смисол, животот нема смисол. Знаете што рекла Магда Гебелс пред да се отруе таа и незиниот сопруг? Ај више ке се утепајте се, некој рекол со мои зборови вака. Ама зошто дечињата да ги отруеш? Знаете што рекла? Прво и во филмот покажаа како отишла за последен пат да му клекнала пред Хитлер, да го моли да не се предава, да го моли да избега, да се спаси и така натаму. Тој веројатно го направил тоа. Дали е точно официјалната историја дека Хитлер се самоубил, тоа е знак прашање. Во најдобар случај знак прашање. Но, за да ги отруе своите деца, кога ја прашале зошто барем дечињата не ги оставиш да живеат, да си имаат тие своја иднина понатаму во новата Германија после тоа. Не, вели. Светот, животот или светот, не се сеќавам како рече, без национален социализмот не е вреден за живење. Ете зашто ги утепала своите деца. Тој 30. април на завчерашен ден, 45-та година, пред 81 година во Берлинскиот бунгер. За идеале гину будале. Дури и нејзините деца. Зошто? Зашто светот, каква год Германија да има после ова, од утре натаму, светот без национал социализмот, светот без фирерот, светот без идолот, светот без другарот, не вреди да се живее. Тоа го доживеале филистејците, тоа шекнување, тоа мрднување од памет, тој ужас, таа катастрофа, тој бродолом, кога го виделе својот кип искасапен и како лежи ничкум пред Господовиот ковчег. Како Господ си ја одбрани својата чест и своето име и својата слава, а во меѓувреме, давајќи им тешки лекции, но многу потребни и на израелците, и на филистејците, нивните непријатели. Нека му е фала и слава вечно. Амин.